Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска и официјално завршува обвинителската и политичката кариера на првиот соработник на Зоран Заев, тоа е Катица Јанева. Завршува обвинителската кариера на Јанева, за која премиерот Заев тврдеше дека е човек со кредибилитет, позади кој самиот тој Зоран Заев седи и ја поддржува. Неговата одлука беше Катица Јанева да биде и унапредена во државен јавен обвинител. Почитувани, приведувањето на Катица Јанева е чекор кој требаше да се случи уште првиот ден кога излезе скандалот Рекет. Овој временски простор кој го имаше од излегувањето на скандалот Рекет до денес поминаа повеќе од 40 дена и тоа е простор во кој Катица Јанева имаше време да брише докази, да крие докази, да влијае врз сведоци и да работи се останато во нејзина корист. Според она што досега беше видено, Јанева е само една алка од синџирот на организиран криминал и корупција кој што во моментов го гледаме во Република Македонија преку случајот Рекет. Скандалозно, верувајте, скандалозно, па дури и смешно е тврдењето на јавното обвинителство дека двајцата осомничени барале 8 милиони евра, а Катица Јанева, која завршила практично и главната работа за која што биле барани парите, земала само предмети во вредност од 4500 евра. Скандалозно, смешно и подценувачки за интелигенцијата на граѓаните кои што и самите видеа како се одвиваше целиот случај на рекетирање. Се додека не се стигне до главните инспиратори и нарачатели, да се дознае улогата на политичарите, на Кики и Фрики, на Шеки, на главата на октоподот Зоки Поки, нема да има правда во Република Македонија. Уште од првиот почеток предупредувавме доколку Зоран Заев процени дека тој самиот е загрозен, ќе се откаже од сите своји луѓе само за да се спаси себе си и својата кожа. Почитувани, апсењето на Катица Јанева не смее да се претвори во акција за спас на кариерата на Зоран Заев, кој е целосно компромитиран и разнишен. Затоа потребно е да се знае која била улогата на Кики, која била улогата на Фрики, која била улогата на сите оние кои што потпишуваа меморандуми и беа блиски соработници на Меѓународниот сојуз, кој е хуманитарна фондација на еден од осомничените, точно да се знае одговорноста на главата на криминалниот октопод. Почитувани, што знае Заев за овој случај и да се утврди каде се парите земени од Рекетот? Дали во оваа афера се вмешани други обвинители кои се дел од урнисаното специјално јавно обвинителство кое нанесува неправда наместо да донесе правда во Република Македонија за што и беше формирано. Воедно, Катица Јанева нанесе срам освен на кредибилитетот на обвинителниот систем, туку нанеси срам на самата правда во Република Македонија. Ги изневери сите оние луѓе кои веруваат дека оваа власт ја донесе правда, почитувани, таа ги изневери и меѓународните представници кои веруваа во нејзе и даваа поддршка, беа присутни на пресконференциите на ова корумпирано и под политички диктат обвинителство, врз кое директна надлежност имаше Зоран Заев. Ако мисли дека вака ќе се спаси главата на октоподот, тогаш се лаже. Почитувани, правда ќе има и таа мора да дојде, зашто тоа не е прашање на избор, туку единствена нужност која што во моментов е потребна во Република Македонија. Благодарам. Дали има прашања? Јавниот обвинител Љубомир Јовевски најави дека Советот на јавни обвинители ќе назначи ВД председател на местото на господјот Јанева. Како ова со оглед дека постоеше консензус од сите политички партии за избор? Видете, изјавата на пресконференција на првиот соработник на Зоран Заев, Љубомир Јовевски, е далеку од сериозна, туку е смешна. Законот е прецизен и јасен на кој начин се бира специјален јавен обвинител, па дури и доколку тој е вршител на должност како што во моментов треба да биде назначен. Она кое што го сугерираше на пресконференција првиот соработник на Зоран Заев, Љубомир Јовевски, е само една сугестија и една желба
негова и на Зоран Заев, да назначат уште еден јавен обвинител, уште еден рекетар, кој што во иднина ќе може да продолжи да ги врши сите нарачки и задачи од главата на Октоподот, а тоа е Зоран Заев. Значи, во моментов не ни е потребен уште еден рекетар на местото на јавното обвинителство, туку, односно кој што ќе го назначат првиот соработник на Заев Љубомир Јовевски Зоран Заев, туку ни е потребен јавен обвинител на специјалното јавно обвинителство кој што ќе се бира согласно законот за специјално јавно обвинителство кој што е и повеќе од јасен. И не може првиот соработник на Заев Јовевски сам да си сугерира како да се избере нов специјален обвинител, нов рекетар кој ќе замени Катица Јанева. Дали има други прашања?